Непокор. Почитувани радиослушатели, добро ни дојдовте на уште една политичка емисија Непокор, која за вас ја донесува македонското радио Мак ФМ од Перт, Западна Австралија. И денеска ќе другаруваме заедно со вас во нашава најнова емисија Непокор. Гостин во денешнава наша и ваша радиоемисија Непокор ќе ни биде господинот Јанко Бачев, председател на Народното движење од Република Македонија, со кого ќе направиме кратка анализа за случувањата во Република Македонија. Главен и одговорен уредник Трајче Трајковски, тон мајстор Боби Серафимовски, политички аналитичар Даме Крцовски, реализација Мак ФМ Радио Перт. Почитувани радиослушатели, на самиот почеток, додека разговараме со господинот Бачев, господинот Даме Крцовски нема да биде во можност да биде во студиово. Работните обврски не му го дозволуваат тоа. Со господинот Крцовски ќе другаруваме во вториот дел од нашава радиоемисија Непокор. А сега најпрвим во Република Македонија и да поразговараме со господинот Бачев. Почитувани радиослушатели, гостин во денешнава наша и ваша политичка радиоемисија Непокор ќе ни биде господинот Јанко Бачев, председател на Народното движење на Македонија и професор по меѓународно право. Господине Бачев, најпрвин добро утро на вас во Република Македонија и добро ни дојдовте на брановите на Мак ФМ Радио во Перт, Западна Австралија. Најпрвин, дали се слушаме? Да, одлично ве слушам. Поздрав до нашите браќа и сестри македонци и македонки во Австралија. Господине Бачев, вие сте председател на Народното движење на Македонија. Ке сакате ли најпрви на нашите слушатели да им го представиме Народното движење на Македонија? Колку време постои, која е вашата заложба за Република Македонија? Повелете. Народното движење за Македонија како политичка партија постои од мај месец 2002 година. Всушност, нашата партија произлезе од страшните предавства кои се случија во војната во 2001 година, кои група ентузијасти тогаш кои што беа така детално запознати со сите тие предавства кои што се слушаа во тогашниот македонски врв, кои што предонесоа Македонија да излезе посрамена, понижена од таа војна, ја формиравме Народно движење за Македонија со цел да ги исправиме сите тие работи и со цел земјата да тргне во една правилна насока, бидејќи гледаме ние 25 години во земјата на власт се менуваат ВМРО, ДПМН и СДСМ, но гледаме дека на земјата не и оди добро. Инако во овој наш период на делување, ние како партија сме во основа се бориме за одбрана и заштита на македонските национални интереси. Ние политичката борба ја гледаме малку повисоко, една повисока граница, не во контекст на голо освојување на власта, туку како партија која во прв ред треба да обезбеди заштита на националните интереси. И во таа насока, само телеграфски накратко можам да набројам неколку наши иницијативи во сите овие години. Така во собранието поднесовме стратегија за одбрана на уставното име. Во 2009 година поднесовме кривична пријава за фалсификување на пописот во 2002 година, со кој албанци лажно беа прикажани дека се 25%. Поднесовме меморандум за македонската енциклопедија. Први иницииравме ревизија на криминалната приватизација и незастарување на кривичните дела поврзани со приватизацијата. Први иницииравме данок за богатите со цел да ги исправиме неправдите од таа неправедна, неморална и криминална приватизација која што имавме во земјата. Го прекажавме срамниот прием на Македонија во Обединетите нации. Први иницииравме лустрација во Македонија во 2006 година, ги расветливме злоупотребите на тајната полиција во демократска Македонија и ги расветливме сите предавства за време на татковинската војна во земјата. Така да, значи, со еден збор, ние како партија, значи, во основа наша единствена цел е заштита и одбрана на македонските национални интереси. Господине Бачев, вие спомнавте дека поднесовте кривична пријава за фалсификување на пописот од 2002 година, каде албанците беа лажно прикажани дека биле 25% од целокупното население во Република Македонија. Исто така, поднесовте и меморандум за македонската енциклопедија. Најде ли сето ова на слух кај органите во Република Македонија? Зборувам пред се судските органи. Ова што сега јас го набројав пред малку, за жал, зборувам околу пописот. За жал, ова што се иницијативи кои што, значи, треба да донесат, да обезбедат опстанок и просперитет на народот и земјата, меѓутоа нашите политички елити во овие 25 години немаат чувство
за заштита на националните и државни интереси. Ние еве и во контекст на актуелната криза може сме партија која што во изминатите 2 години постојано најмногу ја повторувавме таа реченица да се обезбеди тоа домашно единство, кризата да се решава на домашен терен со домашна памет меѓу домашните политички актери и со цел да ги заштитиме националните интереси, бидејќи сега многу слушаме како тука премногу се мешала меѓународната заедница, па како американците наводно ги сакали многу албанците, не ги сакали македонците. Ние целата вина, целото зло мора да го бараме кај нас, меѓу нас македонците во нашите длабоки поделби, бидејќи доколку ние бидеме единствени, доколку донесеме национален документ со кој што ќе ги заштитиме националните интереси, тогаш нема сила, колку да е моќна, колку да се меша од надвор, кој што може да разбие или да уништи цел народ. Така да ние вината за сето ово зло што најде Македонија во овие години треба да ја бараме меѓу нас во системот во кој што живееме, во партиите кои што ги избиравме и во тие наши длабоки поделби, во тоа наше длабоко неединство. Македонскиот народ чека да биде израдуван со едно домашно единство, со кој што ќе се напомнат тие неколку точки, кои што ќе значат заштита на националните интереси и во кој што сите ние како партии ќе се обврземе дека никој нема да чепка во нив, без оглед кој ќе победува на избори, без оглед кој ќе се остава во влада, во тие точки нема да чепка и со тоа фактички ќе го обезбедиме националниот интерес. А за се друго, кој каква економска политика ќе води, кој какви даноци ќе поведува, кој какви субвенции, кој каква младенска, спортска, културна политика ќе води, за тоа можеме слободно да одиме по митинзи, да се расправаме помеѓу себе, меѓутоа, како што кажав, никој не смее да чепка во националните интереси. И сега околу прашањето за пописот, само да кажам неколку работи. Со пописот од 2002 година ние во Народно движење за Македонија обезбедивме доста квалитетни докази дека тој попис е фалсификуван и дека албанците едноставно мораше да бидат измислени, дека се над 20% со цел да ги уживаат правата од така наречениот капитулански рамковен договор кој што беше потпишан во 2001 година. Јас сега тука не би многу образлагал околу кривичната пријава, само би кажал дека таа пријава беше поднесена во септември месец 2009 година и цели некаде 6-7 години стоеше закочена во фиоките на јавниот обвинител и сега кога се формира специјалното јавно обвинителство, бидејќи пописот се слуша во тие преслушувани разговори, ние таа пријава во декември месец 2015 година, значи предметот го префрливме во специјалното обвинителство. Меѓутоа и после 2 години специјалното јавно обвинителство молчи за таа кривична пријава, што значи јасна е намерата да не се чепка во тоа суштествено прашање кој е врвен интерес за Македонија и македонците, така да и тоа наменски формирано јавно обвинителство кој што е по нарачка. Гледате се занимава со некои тривијални, безвезални работи, таму кој какви набавки правил, лични набавки, па некои шамарења, така некои безвезални кривични дела, кои што дали се и кривични дела, туку се прекршат и меѓутоа за клучното прашање за пописот гледаме дека молчи и оваа институција. И сега за слушателите само да кажам еден податок, да им биде појасно зашто сметаме дека тој попис е фалсификуван. Ако се направи една споредба меѓу предпоследниот попис во 1994 година и последниот попис во 2002 година, значи за период од 8 години, покажува дека официјално населението во Македонија е изголемено за 86.000 или поточно 86.615 лица. Сега внимавајте добро, од овие 86.000 лица, дури 67.979 се албанци. А внимавајте добро, само 2.000 се македонци и околу 16.000 се други малцински групи, турци, роми, власи и од другите етнички заедници. И сега што е најинтересно, само овој податок побудува сериозно внимание дека тој попис е фалсификуван, бидејќи произлегува дека за период од 8 години, од 1994 до 2002 година, се раѓале дури по 8500 деца од албанска етничка припадност, а внимавајте повторно пак само 250 од македонска, или со однос на едно родено македонско дете се раѓале дури 34 албански деца, што е надвор од здравиот разум и сите природни закони. Така да сметаме, значи, само овој податок е доволен да укажува дека тој попис е фалсификуван и според сите тие докази кои што се особено квалитетни што ги приложивме до јавното обвинител, таму произлегува дека според тие проценки ние што ги правивме, албанците во земјата некаде се околу 16 до 17%. Али сега еве гледаме нема клима во земјата да се спроведе тој попис, пописот е од врвно значење за Македонија, меѓутоа кога кажувам за попис, зборувам за реален попис да се спроведе според сите тие законски стандарди, бидејќи во тоа време во 2002 година покрај притисокот од меѓународната заедница тука имаше голема умешаност на албанската тајна служба која што наменски ги собираше пасошите и личните карти на албанците кои што живеат по западните земји
и надвор од границите, така да се беше во функција на фалсификување на тој попис, така да сега треба во Македонија да се изнајде храброст, да се охрабри некоја влада која што цврсто ќе стои на определбите да се спроведе попис кој што ќе покаже реалната слика во земјата. Бидејќи со тој попис фактички во тоа време се наруши темелот на државноста. Господине Бачев, последниот попис го спроведе токму ВМРО-ДПМН. И на сите ни беше јасно зошто пописот беше прекинат. Ние мора веќе еднаш да расчистиме по однос на ова прашање. Попис мора да се направи. Дали на нас ни одговара или не, попис треба веќе еднаш да се направи и да се знае колку сме. Од вистината нема бегање. Не може вака да се оди до бескрај. Или се 20%, или се 50%, или па може би се 10 или 15%. Треба веќе еднаш да се знае. Каде го гледате вие излезот од оваа безизлезна ситуација, би рекол јас? Како е можно да се направи попис на населението, а при тоа да не бидат повредени чувствата на албанците? Повелете. Па да, се сложувам дека пописот е клучно прашање, бидејќи лажна е сликата на албанците во Македонија, не само во Македонија, него и во регионот. Еве пак да се навратам на пописот, во тоа време имаше дури ситуација кога исти луѓе албанци се броеа на 3 места, се броеа и во Косово на пописот, и во Албанија, и во Македонија со цел албанците во регионот да се прикажат во што поголем број. И сега околу прашањето како тоа да се обезбеди, јас пак ќе се вратам на тоа фатално домашно единство. Значи ние мора да го постигнеме тоа домашно македонско единство кое што е најсилна брана против било каква закана, дали внатрешна или надворешна. Меѓутоа сега гледаме дека еве во таа длабока поделеност се страдат националните и државните интереси. Еве колку е битна таа домашна сплотеност, себе само уште еден податок. Например, сите се сеќаваме на таа штетна територијална поделба во 2004 година кога цела Западна Македонија, општините таму Кичево, Струга стана доминантно албански општини. И тука во тоа време, да кажеме, тие негови историни играчи што беа на Европската унија во Македонија, во тоа време комесар беше Хавиер Солана и неговите подчинети тука во Скопје, тие негови разузумачи му пуштаа извештај во Брисел и му кажуваа дека да не се секира дека референдумот во Македонија за територијалната поделба нема да успее, бидејќи македонците длабоко поделени, бидејќи има околу 300.000 освестени македонци, другото не се знае што е некоја аморфна маса, поделеност, така да овој податок отсликува нашата трагична судбина на таа поделеност, а сосема друга приказна ќе беше доколку тие негови исторени играчи во Скопје му пишуваа на Хавиер Солана во Брисел, од прилика да му кажуваа шефе, опасна е работата, во Македонија има 1.500.000 обединети сплотени македонци кои што не може да ги разбие никој. И дека референдумот нема шанси да успее и дека Кичево и Струга ќе останат македонски средини. Али за жал обратни беа извештаите, пак како резултат на тие длабоки поделби помеѓу двете водечки партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, истата ситуација имаме и сега. И едноставно со еден збор лекот е како што еве и вие прашувате да седнат, да се вразумат македонските лидери на најголемите партии, бидејќи факт е дека во овој момент сепак овие две партии се уште доминантни во Македонија. Значи да седнат, да го постигнат тоа домашно единство, да подпишеме еден документ со кој што ќе се обврзаме дека во националните интереси никој нема да чека и јас ако ние постигнеме такво единство, јас ве уверувам дека и албанците во државата ќе бидат многу покротки, ќе бидат многу помирни, бидејќи ние сега имаме една жална и смешна ситуација кога 20 претеници албанци во парламентот доминираат над 100 претеници македонци. Македонскиот парламент брои 120 претеници, меѓутоа таму гледаме 20 претеници албанци, значи ги водат работите во насока во кој што нив им одговара. И сега тука кога сум околу тоа домашно единство, пак да кажам за една наша активност во склад со нашите заложби за заштита на националните интереси, значи ние на 4 јануари годинава, значи некаде пред 5 месеци, лично на Груевски Назаев им доставивме меморандум за Македонија, да го подпишеме сите партии, но за жал не се постигна таа согласност и во тој меморандум ние наведовме 10 точки во кои што кажуваме дека Република Македонија да биде унитарна држава со само една државна власт на нејзина територија, државната територија да биде неделива и неоттугива, без можност за федерални единки или територијална автономија, службен јазик да биде македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, неменување на името Република Македонија, тие евроатлантски интеграции да не бидат по секоја цена, бидејќи за нас во Народно движење за Македонија светот не завршува во Брисел и во Вашингтон, него светот е многу поширок.
развој заснован на домашна памет и домашно единство како најсилна брана за секоја внатрешна и надворешна закана, Македонија да биде национална држава со гарантирани права на сите нејзини граѓани според меѓународното право, да се спроведе попис, економска еднаквост која подразбира еднакво полнење на буџетот од сите македонски граѓани, бидејќи извештаите што ги добиваме од управата за јавни приходи се поразителни. Во Западна Македонија, во средините кај што живее доминантно албанско население, наплатата на даноците е катастрофална. Гледате, албанците сега бараат многу права, а кога се работи за полнење на државната каса, учествуваат со многу мал процент. И на крај бараме ревизија и одземање на украденото во криминалната, нечесната и неправедната приватизација, бидејќи да ги потсетам слушателите кои што не се запознати во Австралија, во Македонија ние во 90-те години, кога се распадна Југославија, имавме една криминална приватизација во која што десетите транзитски бандити фактички си го поделија целото општествено богатство, кој наназад 50 години го создава сите работни луѓе во социјализмот. Така да, значи, овие неколку точки, доколку би се прифатиле, јас сум длабоко убеден дека ние ќе го осигуриме опстанокот на државата и просперитетот на земјата, со тоа што, значи, овој меморандум, овој национален документ ја обезбедува единината на државата. За жал, Македонија е единствена земја и во регионот и пошироко кој што се уште нема национална платформа. Нема национална платформа, национален документ за заштита на националните интереси. Факт е дека Македонија во последните 3 години е заглавена во една длабока политичка и безбедносна криза, која што имаше потенцијал дури да сериозно да ја наруши безбедноста на земјата. За жал, ние видовме дека се уште тие мутни центри се силни во земјата и го искористија тие домашни поделби, тоа домашно неединство. Така да, тука можеби иронијата е поголема ако се земе предвид дека сите тие надворешни центри, кои што гледаме во Македонија, некој ги нарекува сценаристот, некој ги нарекува чадорот. Јас така во моите настапи го нарекувам тоа ѕверот. Сега видовме дека на последните избори во Америка фактички ѕверот беше поразен во Америка. Али за жал видовме дека е се уште многу силен во Македонија, кој што успеа дури да повторно да состави влада по своје ноѓе, по свој избор, како резултат, значи, на таа поделба што постои помеѓу македонците. Факт е дека во Македонија имаше длабока вмешаност на тие странски служби со таа афера со прислушкувањето, меѓутоа тука вината секако треба да се ја сносат и домашните безбедносни органи, бидејќи ние видовме една поразителна ситуација во која што странски служби фактички народски кажано го решетеле државниот врв, ги прислушкувале од премиерот до министерот за надворешни и сите останати министри, што е незамисливо, значи, во една добро организирана држава која што има свои контраразузнавачки служби. Така да, ова не е случајно, ова е еден проект во кој што дефинитивно треба да се скрши. Македонија треба да се уништи Македонија да биде фрлена на колена, најпрво сега преку промена на името, а во некоја подоцнешна фаза да дојде и до нејзина федерализација. Така да јас цело време, така кажував, или сега ќе повторам, прави секој голема грешка во Македонија ако мисли дека сите тие команданти на таа терористичка албанска формација кои што војува од 2001 година ќе ги заборават сите тие стари сеништа, стари желби за голема Албанија со тоа што ќе добијат функционерски места. Видовме тие сите ги наредија во власта, станаа функционери, меѓутоа нивните идеи, тие големо албански идеи остануваат и понатака. Сега да не бидам погрешно сватен, значи ние македонци не треба да се лутиме ниту на соседите, ниту на албанците, ниту на странци, него ние треба да се запрашаме што ние самите правиме. Доколку ние се обединиме и сме спремни да ја браниме државата, јас ве уверувам дека Македонија ќе го заштити својот национален интерес. Меѓутоа, ние видовме дека еве, само преку примерот на ѕверот кој што ги раководиш сите овие тука потези за разнепитување на Македонија, видовме дека најпрвим проба пред 1-2,5 години проба преку таа анализа од Питер Фейт на рамковниот договор да почне тоа разнепитување на Македонија. Ако ги видите тие точки во таа анализа, тие се истите точки во таа тиранска платформа која што беше одамна потпишана во Албанија. Кога не се успеа преку таа платформа, после во мај некаде 2015 година го измислија диво насилие во Куманово. Тој инцидент кај што загинаа 8 припадници на македонската полиција и тука беше многу енергичен и добар одговор на македонските безбедносни сили и ги поразија тие терористички гнезда кои што беа во Куманово, кои што го предизвика тој инцидент.
И кога Джерот виде дека не може со албанска партија да ја струши Македонија, да ги постигне своите цели, тогаш заигра на македонска партија. И видовме на таа македонска партија и помогна на изборите да освои голем број албански гласови, се фрлија многу пари и сето веќе е познато. Значи, кога не успеа со албанска партија, сега ќе ја спроведува целта за рушење на Македонија со македонска партија, што е жално и поразително за нас македонците. Господине Бачев, јас не можам да верувам, јас повторно би се навратил на таа тиранска платформа. Господинот Заев во повеќе наврати кажува дека таква не постои, дека таква платформа нема. Кажува дека платформа потпиша одреден документ кај председателот Иванов дека ќе работи за унитарноста на Република Македонија. Кое е вашето мислење? Има или нема платформа? Видете, ово потпишување кај председателот, ние видовме дека 25 години во Македонија политичките изјави, подписите не значат ништо. Значи тоа е така народски кажано подпис на жими мајка. Утре никој не го брани Заев тој да опстане тој подпис, бидејќи тој не повлекува никаква одговорност, освен се развива одговорност од македонскиот народ. Така да тој подпис може би беше повеќе во функција да тргне ова сега што го гледаме во Македонија, бидејќи гледате случаите покажува дека најпред се тргна со избор на еден председател на собрание кој што беше спротивно на сите воспоставени правила, уставот, деловникот, законот, дотолку повеќе пак тој човек што го избра за председател на собрание нема никаков морален кредибилитет, бидејќи јас во една моја колумна напишав дека тој е човекот Талат Џафери е замешан во најбруталниот масакар во новата македонска историја, кога некаде во април месец 2001 година терористите извршија масакар врз македонски бранители кај Вејце, кога беа живи горени и палени македонски бранители, така да тој суров масакар е вмешан токму и овој човек. Така да и во никој случај не смеше ниту да се помисли, а камоли да се назначува за председател на собрание. Така да ова што го видовме, тој подпис кај председателот на државата, јас мислам дека тоа е некој тактички обид да се ублажат состојбите и да тргнат во остварување на тие цели кои што се штетни за Македонија, бидејќи како што кажав сега на дело една игра, еден процес кој што треба да доведе до конечно кршење на Македонија, разнебитување, а тој процес сега еве се најавува дека почнал со промена на името. Односно поточно, според моје мислење, најверојатно би се добил таа покана за членство во НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија со цел отпосле кога ќе дојде кога ќе почнале тие пристапни преговори со Европската унија да биде променето името. Тоа е голема грешка од било која власт, бидејќи во Македонија секој македонец не сме ниту да помисли, а камоли да преземе некоја активност за промена на името, бидејќи доколку една буква, една заперка, една точка се стави во името, тоа ќе биде смрт за Македонија и за македонскиот национален идентитет. Господине Бачев, за името би сакал малку покасно да поразговараме повеќе. Јас би сакал да се навртам повторно на изборот на Талат Џафери. Вие спомнавте дека Талат Џафери рацете не му се чисти. Јас потполно се согласувам, меѓутоа не е сам. Тука е проблемот. Новиот министер Вентили, тој беше исто командант на УЧК. Значи, ние имаме повеќе терористите од УЧК кои учествувале во татковинската војна од 2001 година, а денеска се на видни позиции. Некои ги знаеме, некои не ги знаеме. Постои ли закон? Што треба да се направи за тие луѓе да бидат отстранети? Затоа што проблемот е ние самите си ги вадиме со себе очите. Јас се сеќавам во 2002 година кога Социјалдемократскиот сојуз ги доби изборите за време на нивната кампања, господинот Црвенковски тогаш тврдеше дека коалиција со терористи не прави. Меѓутоа факт е дека во 2002 коалиција направија. Велам си ги вадиме очите меѓу себе од причина што еве и денеска, ама тој беше министер на ВМРО ДПМН. Јас не да ги бранам едните да ги нападнам, другите го кажувам следново. Па чекај, зошто не кажуваш дека тој истиот беше заменик министер во таа влада? Денеска е министер, значи некој вратата им ја отвори, а сега кога се во натре е многу тешко да ги извадиш надвор. Постои ли закон? Може ли да се направи нешто со луѓе кои биле докажани во криминал, било каков криминал, терористички акции, да бидат отстранети од политиката, да нема коалицирање со такви луѓе, да не доаѓаат такви луѓе на тие функции? Вака се тоа од формално правен аспект не е спорно. Пропишени се таму критериумите кој може да биде вработуван во државна администрација или да врши јавни функции, меѓутоа ова се политички одлуки помеѓу самите политички актери во земјата, така да пак се враќаме, значи, на тоа
домашно единство, бидејќи ако ние како македонски партии се воспостават тие критериуми со некој обврзувачки документ политички кој може да ги врши сите тие функции, таа морално, така да ја кажам, подобност, тогаш работите ќе одат во една исправна насока. Меѓутоа, тука сега ние гледаме дека македонските партии се длабоко поделени и фактички сега пак ќе се вратам на ова дека албанските пратеници се 20 во собранието и сега тие ги насочуваат и ги управуваат процесите во Македонија наспроти 100 македонски пратеници, бидејќи се длабоко поделени меѓу себе, не сакат да преземат некои активности кои што ќе значат заштита на националните и државните интереси. А така јас се сложувам дека овие луѓе не смеат да бидат носители на државни функции, бидејќи извршија страшни злосторства врз македонскиот народ. Во 2001 година го нападнаа уставниот поредок на земјата и во тоа време ние како држава можехме да се справиме со сите тие терористички формации, али за жал пак имаше тие внатрешни предавства, тоа внатрешно единство. Ние во тоа време многу повеќе тогашната наша власт и тогашна опозиција мислеа повеќе за профит, за моќ, преземаа активности кои што немаат врска со војната, иако безбедносните сили на Македонија во тоа време беа спремни во секој момент да се справат. Тука е само да кажам на почетокот, пример македонските безбедносни органи знаеа се. Тие 300 до 400 бандити кои што се одметнаа во планините знаеа колку се, каде се, зошто се таму и можеа да ги решат во прв момент, али меѓутоа после на тие поделби доведе до тоа да нема енергичен одговор од безбедносните сили и така како тие делби македонски се зголемуваа, така тие терористи го прошируваа фронтот од Липково, го проширија до Гостивар. И тука сакам да разрешам една дилема, бидејќи пак многу се зборува дека фактички македонските безбедносни сили биле спречени да делуваат од страна на странците во тоа време. Јас можам да кажам најодговорно дека некаде од јануари месец, кога почнаа тие први настани во Танушевци, некаде до мај месец, македонските безбедносни сили имаа одврзани раце да се справат со тие терористички бандити. Пресвратот настана во јуни месец, кога странците го измислија Рачиново и тогаш веќе ги седнаа на зелена маса и се бараа политички решенија кои што беа на штета на Македонија. А сега во актуелнов контекст, значи јас се слагам дека лица како Тала Джефери и други тие, како спомнат овој Садула Дурако од Куманов, кој што ги сопре вентилите во 2001 година, со кој што се снабдува со вода Куманово, еден регион од некаде околу 100.000 жители. Тоа е тешко злосторство, тешко повред на хуманитарното право. И сега гледаме дека тој човек наместо на обвинителна тупа сега пред неколку дена влета во министерска фотелија во новата влада. Така да тоа е дури едно понижување што ни го прават сега албанците со наметнување на такви кадри, бидејќи јас тука да кажам дека да не се створи лоша слика дека ние македонци сме против албанците, не е точно. Јас лично немам ништо против преку секој лојален албанец кој што се е лојален на државата Македонија, ја сака државата Македонија, ја почитува нашата држава. Дури ние во минатото во социјалистичка Македонија сме имале случаи кога албанец бил претседател на собранието на тогашна социјалистичка република Македонија. Така да не е спорно да кажеме квалитетни кадри албанци да бидат носители на функции, но ова сега што ни го прават овие кадри, тоа е едно понижување. Тоа беа терористички бандити кои што во тоа време се дигнаа против уставниот поредок, пукаа врз македонските безбедносни сили, убиваа македонски бранители и сега гледаме дека се наредија на највисоките државни функции. Сега, како што вие викате, за жал тоа го прават како резултат на тоа домашно неединство, бидејќи ако ние сега го имавме тоа единство, можеше 100 пратеници да формираат таа македонска влада, преводна влада, да се решат сите овие проблеми и земјата да тргне во една добра насока. Господине Бачев, во минатата наша радио емисија, еден наш редовен слушател ни постави прашање: дали се знае бројот на албанските гласачи од последните парламентарни избори? Дали се знае бројот колку албански гласови излегоа на овие парламентарни избори? Повелете. Па видете, до сегашната практика во Македонија покажува во сите изборни циклуси некаде албанци освојуваат некаде од 22 до 25 пратеника во собранието на Република Македонија. И сега таа стратегија што е наметна Зверот, од надвор преку тие домашни актери во Македонија и преку тие домашни и тие странски дипломатски представници кои што се во Македонија, кои што беа фактички историјаните играчи во Македонија, кои што требаше да го направат се тоа што сега го гледаме, значи тие добро го осмислиле планот и на овие избори се види дека некаде околу 50 до 70.000 албанци сега гласаат за македонска партија и јас тука сакам да кажам дека тоа е една голема
измама дека тие албанци преку ноќ се освестиле, па многу им станала привлечна социјалдемократската идеја, па читале програми, нема врска, тие гласови воглавно беа во тие селски средини околу Скопје, во тие планински села како што се Брест, Малино, Арачиново или такви средини кај што живе полуписмено население. Значи тука останува дека сите тие гласови се добија како резултат на фрлење на големи парични средства. Значи се историја огромна парична сума на средства за да се направи ова што се прави, за да се донесат работење во некој сооднос на пратеници и кај албанците и македонците, кои што ќе го возможат ова што сега го видовме со формирањето на владата и на собранието. Господине Бачев, веќе новата влада е составена. Новиот вице-премиер за економски прашања, Кочо Андјушев, деновиве имаше две изјави. Најпрви на ТВ24 најави наитно либерализирање на пазарот на струја за да може слободно да се тргува со струјата. А на телевизија Телма најави приватизација на железничкиот превоз за да можат приватни фирми со своји возови да вршат превоз на патници и стока. Кој е вашиот коментар по ова? Повелете. Па ние и како партија, јас лично имавме реакција дека не треба вакви бизнесмени да се стават како вице-премиери за економски прашања, бидејќи имавме еден лош таков пример од владата на Владо Бучковски, кога како економски советници и економски вице-премиер ги постави Минчо Јорданов и Свето Јаневски. Тоа се двајца од тие транзитски бандити, што ги спомнав, кои што го извршија грабежот во Македонија, во таа криминална приватизација. Еве сега и Заев продолжува по таа практика, бидејќи уште не седнат овој вице-премиерот Андјушев, како што вие кажавте, уште не седнат во министерската фотелја, еве ги даде изјавите дека треба од наитно да почне либерализација на пазарот на струја, да има слободна трговија на фирмите, со приватни фирми да продаваат струја и да се приватизира железничкиот сообраќај, односно да можат приватни фирми со своји возови да вршат превоз на стока и на патници. Меѓутоа, за јавност да кажам дека останува дилемата што не се знае, што малку се знае во Македонија, токму тој Кочо Андјушев, односно неговите фирми се единствени кои што имаат лиценца за продажба на струја, за продажба на метални делови и за вршење на дејност на сообраќај. Значи тоа е крајно неморално од еден вице-премиер да ја врте работата на своја воденица спрема своите фирми и од тука значи уште во старт се покажува дека ниту овие во оваа влада нема да бидат ништо поразлични од своите претходници, него првенствено го гледат својот личен интерес, своето богатење и дури иронијата сега, дури малку е смешно да види иронијата поголема во таа изјава што спомнавте. Овој Кочо Андјушев се залага за приватизација на железничкиот сообраќај, ама од друга страна кажа вика инфраструктурата, шините ќе останат во државна собственост. Значи шините по кои што возовите ќе му ги остави на народот, на државата, народот да ги одржува, а неговите приватни возови ќе го вршат превозот и неговите приватни фирми ќе продаваат струја на граѓаните на Македонија. Така да тоа е едно крајно неморално однесување и за жал, како резултат на тој медиумски мрак што владее во земјата, се уште нема некоја голема така галама да се дигне од таа негова изјава, бидејќи во Македонија состојбата со медиумите е страшна. Постои една комплетна контрола, една комплетна зависност од страна на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ во однос на клучните телевизии, или по-конкретно кажам се ги поделија по две национални телевизии, така да една ваква изјава од еден човек кој што во заднина има своји фирми, кои што ги вршат тие дејности, во сите нормални држави би била скандалозна, би била голем скандал, али за жал во Македонија и после 2 дена од таа изјава се уште се молчи. Добивам впечаток дека ќе ни се случи она што се случуваше додека владееше Социјалдемократскиот сојуз 90-тите до 98 година, онај транзицијски период, но останува времето да го каже своето. Господине Бачев, сметате ли вие дека ќе има место за сите од шарената револуција, затоа што благодарение на шарената револуција денеска Социјалдемократскиот сојуз е на власт? Сметате ли дека ќе има место за нив во новата влада на Заев, поточно во институциите на Заев? Повелете. Тука еве на примерот што спомнав на шарената револуција, значи се гледа целиот погрешен тактички и стратешки приор што го направи поранешната влада. Тие беа на убедување дека тие неколку луѓе не може да направат голема галама, се одеше со константно попуштање, така Груевски беше обкружен со некои сервилни така аналитичари и советници полтронски настојани кои што му ја прикажуваа ситуацијата во сосема друга
светлина, иако во тој момент имаше луѓе кои што му кажуваа поинаку дека треба да се настапи во старт поенергично, меѓутоа Груевски одеше на тие приказни што ги прикажуваа тие негови лојални сервилни советници дека треба да се оди со константно попуштање, дека не се секира, дека анкетите кажуваат дека убедливо ќе победи, ќе ги освои потребниот број пратеници и само да се направат избори, не е ништо друго, меѓутоа се види дека тие протести што ги правеа шарените, подпомогнати од зверот со големи финанси, значи после се видело дека дадо некои резултати. Сега со самото тоа што при формирањето на новиот парламент се види дека всушност таа нивна битка била да ги заземат местата, функциите на нивните претходници од ВМРО-ДПМН, бидејќи еве гледаме сега почнува вистинска војна и во СДСМ за тие втори, трети ешелони што ги викаат за директорски места, функционерски привилегии. И јас така малку иронично имав некој настап пред неколку дена кога кажав дека можеби најдобро е Зоран Заев да излезе и да каже дека сите ги вдоми по принципот прв дојден, прв услужен. Бидејќи во Македонија сега излезе дека според државниот регистар има некаде околу 1200 институции, значи треба да се постават 1200 функционери, директори, а желбите се многу поголеми. Луѓето се многу поголеми кои што барат, така да многу скоро сега ќе дојде до еден внатрешни кавги во самиот СДС, бидејќи сите тие луѓе едноставно кои што излегува тука да страхуваат, тоа не е од некоја идеологија, од некоја идеја, туку тие едноставно десетина години се луѓето кои што беа на резервната тупа и сега чекаат да ги променат, да дадат на местото на директорите, функционерите кои што беа поставени од ВМРО-ДПМН. Така да тоа беше една гола борба за власт, за која што Еве Заев по секоја цена стана премиер, гола борба за власт на тие втори, трети ешелони да дојдат до своите функции, али за жал се на штета на Македонија, бидејќи како што да работите, Македонија работите стануваат се по-сериозни во однос на обстанокот и безбедноста на државата. Господине Бачев, Заев најави брзопотезно укинување на екстерно тестирање и тоа го стори. Укинување на радиотифусната такса, враќање на ефтината тарифа за струја. Вие приложивте пакет мерки. Може ли ваш коментар? Повелете. Па видите, тоа се мерки повеќе пропагандистички, од политички карактер, со цел на почетокот на мандатот да се створи една еуфорија, така тоа го прават вообичаено сите влади. Еве и Груевски 2006 година кога стана премиер, на првата седница на владата го намали ДДВ-то од 18 на 5% за земјоделците, за земјоделските ѓубрива. Така и Заев сега по истата патека со цел да створи една еуфорија дека ова влада ќе биде поразлична, меѓутоа тоа се мерки кои што се незначителни, беззначајни, кои што нема да го подобрат економскиот стандард на граѓаните. Сега економскиот стандард, на пример, може да се подобри колку Заев излезе, ја прифати нашата мерка да се укинат приватните извршители во Македонија. Бидејќи во Македонија, не знам колку се запознати слушателите во Австралија, има еден хаос, еден грабеж сега од извршителите. Тоа приватно извршителство што е воведено пред неколку години и еве за да бидат работите појасни да кажам дека во текот на 2016 година пример имавме случај кога извршител поднесе даночна пријава во управата за јавни приходи, прикажа добивка од 1 милион евра. Че тоа е една фантастична сума, еден грабеж кој се прави сега врз народот со тоа приватно извршителство и затоа ние бараме таа дејност да се укине и извршувањето повторно да се врати кај што си беше во судовите, кај државните органи. Сега и Заев и Груевски вешто го манипулираа народот дека тоа морале да го направат бидејќи е обврска од европското законодавство, а ние како земја членка кој што сакаме да станеме членка на Европска унија мора тоа да го согласиме. Тоа воопшто не е точно. Јас само ќе послушам дека еве Хрватска која е земја членка на Европската унија нема приватни извршители. Значи не е точно дека мора во сите земји да има приватно извршителство. Така да доколку се сака навистина да се сменат состојбите во државата, треба да се направи еден радикален пресврат во економскиот дел, да се направи најпрвна ревизија на таа криминална приватизација и да се одземе или конфискува се што е на криминален начин стекнато. Ние за жал имавме ситуации кога еве и овие бизнисмени транзицијски и македонските политичари од 90 година па 98 2002 дебело се на економски се офајдија бидејќи се вклучија во тој грабеж кој што го прават, бидејќи еве денес и нашите премиери се меѓу најдобрите бизнисмени во земјата. Така да ако сака да се направи еден радикален пресврат, треба да се пресече со таа
за таа практика на ненормално крадење на граѓаните на тој грабеж од земјата, за почеток да направи таа ревизија на приватизацијата, понатаму да се постави еден систем кој што нема да зависи од странски задолжувања. Еве, новиот премиер Заев имаше пред 2 дена некој гостување на македонска телевизија и таму несвесно тој призна дека иднината на земјата ќе е темели на странски кредити. Ќе зема странски кредити од едни за да враќа на други. Така да, значи, по тие почетни чекори што ги гледаме, значи ништо нема да се промени во тој економски дел во Македонија и Македонија и понатаму ќе тоне во сиромаштија со земја каде што, да кажеме, е прескапо, неорганизирано, ниту е здравството како што треба, ниту образованието, ниту социјалната политика. И така со еден збор кажам, сега бидејќи немаме многу простор да образлагаме тој економски дел, жално и срамно и за Македонија со 2 милиони народ да има гладни луѓе и луѓе кои просат. Сметате ли дека треба да биде укинато екстерното тестирање? Во мое време го немаше. Но сепак мислам дека тоа е проверка на знаењето. Сметам дека треба да постои. Кое е вашето мислење? Тоа е екстерно тестирање како концепт, да кажеме, можеби е прифатлив со тоа што дава една можност да се провери знаењето. Меѓутоа, во Македонија сега се поставува прашањето колку тој концепт се постави на вистински основи, правилно да функционира, бидејќи јас сум родител на деца кои што полагат екстерно, ама колку што видов тоа беше нешто се седуваше на чист формализам. Така да ги викаат децата да полагаат, со тоа што немаше никаква контрола, во компјутери таму наставници им ги кажуваат прашањата, така да сега прашање концептот како концепт можеби е добар, но прашање колку тоа во реалноста се функционираше, на вистина да се тестира знаењето на децата. Значи, кога се воведе ваков концепт, значи веќе треба да има соодветни контролни механизми, на вистина да се види дали имало пропуст во текот на годината и дали, да кажеме, одредени ученици кои што прикажале разлики во оценката од целогодишното оценување и оценката од екстерното, дали тоа е резултат на високи критериуми. Така да во практиката малку не беше тој концепт, не функционираше како што треба, бидејќи беше сведен, како што кажав, на еден формализам, а доколку функционира со сите критериуми како што е предвидено да даде на вистинска слика и за професорите и за учениците, тоа е прифатлив концепт. Значи на крајот треба да даде една оценка дали на вистина, да кажеме, оценките што ги имаат учениците и знаењето што го даде професорите одговара соодветно на фактичната ситуација, односно на документот кој што го добиваат на крајот децата, тоа е свидетелство. Господине Бачев, Груевски и Заев ја поставија сцената за промена на името. Велам ја поставија сцената за промена на името затоа што Груевски во Букуреш на самитот на НАТО отиде подготвен за промена на уставното име. Меѓутоа, без разлика дали со додавка или со придавка или како што вие спомнавте на самиот почеток со една точка, тоа е веќе промена на уставното име на Република Македонија. Ние знаеме дека грците нема да прифатат ништо, кога и понатака ќе постои македонска нација, македонски јазик и така натака. Значи, не е проблем името, проблем е и нација, и култура, и традиција, и се. Сметате ли вие дека може било кој политичар, значи не зборувам за Груевски, јас имам предчувство дека тоа Груевски нема да го направи, но сметате ли дека може да се најде некој таков човек што тоа ќе го направи? Тоа предавство на векот. Видите, историски гледано, значи Македонија го носи ова име веќе некаде уште 7 век пред нашата ера. Славното античко царство, значи некаде веќе околу 3 милениуми. Македонија го носи ова име и тука интересно е што пред Македонија никој, дали од соседните или од други земји, не го присвоил македонското име. Значи ние имаме неспорно историско и било какво право како македонци да го носиме името Македонија, бидејќи како што спомна веќе еве тој процес трае некаде околу уште од 7 век пред нашата ера, значи некаде околу 3 милениуми. Сега страшно е доколку во моментот овие странски, да кажеме, тука посредници што притискаат да се промени името, жално ќе биде ако изнедат после 3 милениуми, ако изнедат македонци кои што ќе се нафатат да го променат македонското име. Сега загрижувачко е ова сега што го гледаме во последниве денови, особено што видовме на позицијата министер за надворешни работи беше избран еден човек кој што е со изгубено национално чувство. Пример, таткото на Никола Димитров и не се крие, во книги пишува дека не се они македонци, дека корените треба да ги бареме во Бугарија. Тоа не е спорно. Значи, од самите овие потези сега што ги наредија, еве Шекеринска ја ставија во одбрана, иако нема никакви доверни точки со одбраната, најверојатно одат на варијантата СДСМ, така да поентира дека таа ќе биде партијата која што ќе ја внесе
Македонија во НАТО, бидејќи како што спомнав, извесно е дека може да добиеме таа покана од привремената референца и потоа ќе следи тој поразителен, да кажеме, тие поразителни последици за промена на името кога ќе почнат тие преговори. Сега што е многу интересно, го слушам и новиот премиер и новиот министер за надворешни работи дека ќе отпочне Македонија преговори, сите знаеме која е главната пречка за досегашното неотпочнување на преговорите, тоа беше проблемот со името. И сега интересно што овие нашиве политичари се недоветни, не сваќаат дека во овој момент, уште на почетокот на стартот, ако Македонија се напади да го промени името, тогаш фактички прашање во таа некоја неизвестна иднина, да кажеме. Дали Македонија во неизвестни после 15-20 години кога би завршил тој процес на целосно приклучување, ако дојде евентуално тој процес, дали Македонија би станала членка, дотолку повеќе што сега актуелно се повеќе актуелна тема е таа Европска унија, дали воопшто ќе опстои во сегашната форма и факт е дека ние сме веќе со години соочени со тој непристоен пазар од страна на Европската унија, промена на името во знамена за датум за преговори. И се од нас се бара да направиме една невозможна отстапка, односно да го промениме своето име за некакво обично ветување дека во некоја иднина ќе станеме членка на Европската унија. Иако таквото ветување што сега ни го кажуваат, сменете го името, ќе почне преговори, тоа е неизвестен факт, некоја необврзувачка изјава и прашање е дали може со сигурност да се тврди дека во некоја иднина и ние навистина би се остварила. Дотолку повеќе што моето мислење, како што кажав на почетокот, не е врзано за Европската унија и за тие европски интеграции, бидејќи Македонија треба да гради и нови сојузниства. Не треба сето да го гледаме до Брисел и до Вашингтон. Али сега на сцена, на отворена сцена веќе се заговара промена на името и сега тука сакам да спомнам дека фактички во изминатите години и ВМРО, ДПМН и СДСМ се на исти позиции. Сега впечатокот во јавноста е различен. Во јавноста се ствара впечаток дека СДСМ се предавници, ќе го сменат името, а ВМРО, ДПМН се патриоти, ќе го бранат името. Тоа е една така мала итрина со која што се послужи ВМРО, ДПМН, бидејќи тие на прашањето за името, и Груевски и останатите стално викаат, погледнете нашата страна 146 од преробата во 100 чекори, таму се кажува дека нема да го промениме уставот со цел промена на уставното име. Сега ова реченица е една мала итрина со која што се послужи и досега се служи ВМРО, ДПМН, бидејќи таквата формулација кога ја слуша народот, смета дека Груевски го брани името. Тоа воопшто не е точно, бидејќи формулацијата нема да го промениме уставот со цел промена на уставното име, значи дека нема да го промениме уставот за домашна употреба. Ние и да не го смениме уставот за домашна употреба, уставот ќе не остане само украс кога постои спремност да се промени името за меѓународна употреба. Значи ништо не значи ние и да не го промениме уставот и да се останеме внатре во границите во Македонија, на уставот да не пишува Република Македонија, во пасошите да не пишува Македонија, во личните карти Македонија внатре, а за меѓународна употреба постои спремност да се промени името, тоа не значи ништо, тоа е опасно размислување, бидејќи тогаш се доведуваме во ситуацијата за во Обединетите нации и во меѓународните односи да не условуваат со некое друго име, што е катастрофално и трагично и поразително за Македонија. Така да се уште ние немаме политичари кои што тврсто ќе кажат, нити СДСМ, нити ВМРО, ДПМН, кои што тврсто ќе кажат дека нема да го променат името, нема да променат ниту една точка од името, дека ние сме Република Македонија. Што се однесува до мене лично и до Народно движење за Македонија, ние тврсто стоиме на тие позиции, дотолку повеќе покрај партискиот и мојот личен ангажман е во таа насока, бидејќи и мојата магистарска теза на времето беше приемот на Македонија во Обединетите нации и мојата докторска теза беше правните механизми како да го вратиме името во Обединетите нации. Значи јас и лично и на научен план сум преокупиран со оваа проблематика, барајќи начини како да го заштитим името и во мојата докторска дисертација, само тука да кажем две реченици, која што беше токму на таа тема како да го вратим името во Обединетите нации. Јас во моите истражувања дојдов до 4 меѓународно правно признати механизми кои што може даваат многу големи шанси Македонија да го врати уставното име, меѓутоа тоа подразбира најмалку 3 претпоставки. Првата е најпосле да се охрабри било која влада проблемот со името од политичкиот да го префрли на правниот терен, да го префрли во Обединетите нации, кај што, како што спомнав, постоја 4 меѓународно правно признати механизми и од друга страна така едно жестоко лобирање кај државите кои што не признаат подуставното име со цел да видиме дали е зацементиран тој став кај нив да опстојат на таа нивна определба, бидејќи не треба да забораваме дека веќе повеќе од 130 држави имаат претензија под уставното име и дотолку повеќе тоа е обврска ние да обстоиме во нашата борба за зачувување на името.
така да не сме да подлегнеме на притисокот на тие неколку земји во Европската унија кои што сака да не обезличат, да не го променат името. И пак ќе повторам веќе во трет пат, значи Македонија во крајниот случај треба да гради нови партнерства, нови сојузништва, не треба да се врзува да ја прави истата грешка како во 1991 година кога Киро Глигоров, покојниот председател, истото го правеше, ги правеше истите грешки, слепо им веруваше на тие европски бюрократи, се што му кажа, се прифаќаше брзо потезно во 1991 година промени устав со кој што се откажавме од нашите сонародници во соседните земји, од македонците во соседните земји. Да, член 49. Така, значи брзо потезно прифати промена на устав, промена на знаме, промена на име, ја прифати таа странна референца во Обединетите нации, иако не беше потребно во тој момент, се со цел да се задоволи своите лични амбиции, бидејќи во тоа време Киро Глигоров е некаде околу 75-6 години, значи него битно му беше да биде прв македонец кој што во Обединетите нации ќе седне во сала, во пленарната сала на Генералното собрание и ќе прозбори на македонски јазик. Значи тоа него му беше животна желба, а без не водејќи сметка за последиците, бидејќи и отворено кој живееше во тоа време дека не е битно од какво име ќе влеземе, значи битен бил самиот прием, бидејќи со тоа што кога ќе влеземе Киро Глигоров на нацијата и сервираше едни лаги дека Македонија ќе стане по-безбедна, по-сигурна, по-просперитетна, а после тоа видовме дека Македонија нити стана по-безбедна, нити стана по-економски, по-просперитетна, бидејќи во негово време ја имавме криминалната приватизација за која што кажав, нити пак станавме по-безбедни, после тоа имавме војна во 2001 година. Значи смислата ми е дека самиот прием во Обединетите нации не гарантира безбедност на држава, туку безбедноста може повеќе да се обезбеди со некој стратешко сојужништво со помош на земји, отколку тој номинален прием кој што го имавме во Обединетите нации по таа странна референца. Значи во континуитет се прават тие стратешки грешки од домашните политички актери, така да јас верувам дека ако дојде сега во некоја ситуација да се оспели некој, како што веќе имаме најави од новата влада на СДСМ, тогаш верувам дека тоа не може да го спречи било кој во државата, тоа може да го спречи само народот. Една добра организираност на народот да ја покаже својата силна и цврсто да застане во одбраната на земјата, на уставното име на државата. Господине Бачев, да, господинот Киро Глигоров остана мудар политичар кај предавниците, а додека кај македонците остана изрод, предавник или како што тука на Галино го викавме окото сакато. Киро Глигоров во тоа време дојде како делегиран човек од Белград во прв момент да ја спречи независноста на државата, меѓутоа кога тие надворешни центри заклучат дека Југославија мора да се растори по секоја цена, кога веќе се беше јасно, дури тогаш Киро Глигоров некаде во декември месец 1991, кога се беше јасно, дури тогаш извика Македонија не се што имаме, а во прв момент значи он беше се залагаше да ја спречи македонската независност. Со Алија Изетбеговиќ беа последните бастиони кои одеа по жариштата во Словенија и бараа нели братство единство. За тоа сакам да кажам, вие кажавте дека цело време се градеше еден мит за мудар политичар, ама тоа е една голема измама и сега во една дистанца од 25 години веќе е така еден доволен период. Еве и јас како човек кој што доаѓа од науката, посебно од луѓето од историската наука, значи на вистински на реален начин да ја прикажат нивната дејност, нивните активности во тоа време и ќе се види дека не е точно сите тие работи што ги прикажуваат во поинака светлина, дотолку повеќе што тие самите Киро Глигоров и Стојанов самите веќе се напишаа книги во кои што се мемуари, во кои што се претставуваат во најубаво светло, а не е така. Политичари од типот на Киро Глигоров, Стојанов направија многу повеќе штета за оваа држава отколку што направија некои корисни работи. Господине Бачев, пошто спомнавте дека имавте и дезертација, јас сметам дека вие сте најсоодветната личност. Што може да направи македонскиот политичар, било кој, не спомнувам од било која политичка партија, со референцата, јас ќе ми простите, но така викам, не бивша, туку бишка југословенска? Може ли тоа странно име да биде одлепено од грбот на македонците, од свеста на македонеците? Јас спомнав дека среќа во несреќа е што постоја правни механизми како тоа да се изведе, значи потребно е сега само едно охрабрување. Ние гледаме дека 25 години проблемот со името се решава по пат на политички, дипломатски техники, ама гледаме дека тоа не дава резултат и тоа оди на наша штета. Затоа ние треба да се направи тој радикален пресврт. Овие две партии во овие 25 години не сакат тоа да го направат и останува да се надеваме дека во една поблиска иднина ќе дојде политичка структура која што ќе ужива довера во народот и кој што ќе знае да го направи тоа. Бидејќи тука само да спомнам дека Македонија е единствената земја во 25 години каде што се уште само две партии се менуваат на власт. Се друго, ако земеме во соседите Албанија, Грција, Бугарија, Србија и пошироко Хрватска,
сите тие партии кои што беа пандан 90 година, ВМРО, не СДСМ станаа 4-5 партии. Еве на пример во Србија 90 година неприкосновена беше партијата на Милошевиќ. Денеска таа партија е 4-та партија. Или Дана Драшковиќ јас нема. Понатаму еве Грција видовме после 200 години се разби тој монопол на демократската на Нова демократија и на ПАСОК. Влетаа некоја друга партија. Во Бугарија исто се измени еден куп партија од 90 година, кој водечки беа партијата на Желев и комунистичката партија, понатаму се изреди еден куп партии. Царската партија што беше Нови Саксоборски, па после овој Борисов. Така да се уште таа црно-бела слика се уште постои во Македонија и се уште тој двопартизам не е разбиен. Тука во Македонија јас се надевам дека во една догледна иднина ќе се случи тоа и во Македонија. И сега околу името, значи пак ќе се навратам, ние тоа може да го направиме, сепак е потребно домашно единство. Бидејќи еве сега ВМРО за почеток мора да се откаже јавно таа погрешна определба што има да се организира референдум за името. Еве на тоа се налепи и СДСМ. И СДСМ прифаќа да има референдум, но референдумот е штетна работа за Македонија. Прво, принципиелно никој нас не дава право како македонци во името на претходните македонци и во име на идните македонци да одлучуваме за името на државата, а уште пострашно е што се големи шанси тој референдум да биде наместен, да успее како што беше референдумот за територијалната поделба за Кичево и за Струга. Бидејќи ние веќе во Македонија имаме една ситуација каде што околу 35 до 40% живее неправославно население. Ако земеме турци, албанци, срби, власи, роби и сега тука реално да си кажеме дека тие луѓе не се многу заинтересирани какво ќе биде името на државата. Сите тие имаат матични држави, ние македонците сме најмногу заинтересирани за името, така како се организира некој референдум со подкрепа логистичка, финансиска на тие на дворешни центри, како што јас го нарекувам Зерот, значи изгледно тој референдум да успее да бидеме прекрстени. Уште повеќе кога ќе почнат тие наменски пропаганди, кога ќе почнат на народот да му ги фрлат тоа лижавче дека сменете го името, ќе влезете во Европска унија, па сите ќе живеете убаво, стрекно, богато, сите ќе возите убави коли, кога ќе почнат тие наменски пропаганди, посебно кај младите. Така да во овој момент ВМРО не мора да се откаже од таа определба да има референдум и факт е дека без ВМРО не може да го смени името. СДСМ колку и да настојува да има референдум, колку настојува и да се залага за било каков референдум, без ВМРО факт е дека не може да се промени името, така да ова е погрешна ориентација сега што ја промовираат дека на крај ќе го прашале народот на референдум. Тоа е една голема измама и крие во себе голема опасност на крајот да бидеме обезличени, бидејќи тој референдум многу извесно дека ќе биде неговите резултати ќе бидат наместени, дотолку повеќе што сега веќе гледаме дека имаат нивни играчи во државната изборна комисија од таа маска на експерти. Така да ние мора да постигнеме значи до пак домашно единство околу тоа стратешко прашање. Името е прашање од врвен национален интерес и да работиме како што се работи во Грција. Во Грција сите партии имаат некој консензус околу името Македонија и дури таму имаат подпишано дека секој кој што ќе отстапи од тој консензус ќе се смета за национално предателство, ќе се смета за национален непријател на Грција. Значи ние мора исто да го направиме дека да го постигнеме таа согласност дека секој кој ќе отстапи од таа определба да не се менува името, ќе му пресуди народот, ќе се смета за национално предателство. Така да јас верувам дека ако дојде до некоја непредвидливи последици кои што сега се најавуваат, фактот дека веќе работи во таа насока, јас верувам дека народот овој пат ќе биде на висина на задача, бидејќи народот овој пат единствено преустанува да се организира и да застане на браникот на непромена на името. Сега ние тука како Народно движење за Македонија колку можеме со целиот наш капацитет ќе се бориме да не дојде, бидејќи како партија секогаш која што била на првата линија во одбрана на националните интереси, значи ќе застанеме во таа битка која е потребно и дури ако треба ние ќе го повикаме народот да застане во одбрана на името, бидејќи ако дојде до промена на името, тоа веќе е смрт за македонците. Господине Бачев, јас ми останува уште најискрено да ви се заблагодарам за отстапеното време што бевте гостин денеска во нашата емисија Непокор на брановите на МакФМ радиото од Перт. Сакам да ви посакам многу успех во вашата работа. Се надевам дека името ќе ни остане доблес на сите македонци, име за кое треба сите да се бориме. Искрено ви кажувам дека ќе ве побараме за во догледно време повторно. Би сакал со вас да разговарам една емисија да направиме само за поделбата на Македонија. Уште еднаш. Јас исто така ви благодарам на поканата и еве да упатаме на апел, бидејќи тие поделби кои што имаме тука се рефлектираат и кај вас, кои што живеете надвор од границите на Македонија, во Европа, во Австралија, во Америка, значи да се вразумиме најпосле и да се обединиме на македонски. Ви благодарам.
Ете, тоа беше, почитувани радиослушатели, Јанко Бачев од Република Македонија. Мене, даме, навистина ми е жал што не беше тука додека се правеше интервјуто. Се надевам наредната недела со некој друг што ќе разговараме, ќе можеме да го правиме заедно. Почитувани радиослушатели, доколку вие сакате да се јавите со ваш коментар, телефонот во студиото е 9248 8510. Повелете, јавете се, меѓутоа денеска ќе бидеме кратко во радиопрограмата затоа што обврските тоа не ни го дозволуваат. Дамче, слушна дел од интервјуто, имаш ли свој коментар? Повели за денеска. Сметам дека господинот Јанко Бачев имаше доста информации спремни, повеќе ми беше како имаше толку информации за да каже што јас тука запишував поенти кои треба да се дискутираат. За повеќето од овие работи кои ги кажа Јанко се согласувам, но сакам да се сконцентрирам на некој од овие работи кои ги спомна. Значи, господинот Бачев истакна дека Народно движење на Македонија барале кризата да се реши на домашен терен, затоа целавина ја бараат меѓу нас македонците. Но сакам да напоменам дека кога настана кризата пред 2,5 години со тие снимени материјали кои ги објавуваше лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, тоа беше невозможно бидејќи СДС одбија да соработуваат со ВМРО без присуство на меѓународни представници. Значи тие ја делегитимираа власта и едноставно протестира, ако памтиш, Трајче секако дека памтиш со шатори, кои има цело Скопје блокирано со шатори пред влада спиеја. Активистите на Социјалдемократскиот сојуз одбиваа да разговараат со власта за било што без присуство на нивните ментори од амбасадите и меѓународната заедница. Затоа сметам дека не треба да бидеме наивни. Една македонска страна одби да разговара за македонските национални интереси без присуство на нивниот чадор. Значи, тука да бидеме најасно за околу оваа поента. Исто така, сакам да напоменам уште еден битен факт сега тука. За да се осигура опстанокот на државата, Јанко Бачев зборува за некоја национална платформа на македонците и дека треба да бидеме обединети. Се согласувам со тоа, но кога стана јасно дека странски амбасади, центри на МОИК го форсираат Зоран Заев за премиер на Македонија, Никола Груевски, лидер на ВМРО ДПМН, во февруари, мислам, беше истакна дека ќе поддржи влада, малцинска влада на Социјалдемократскиот сојуз, односно да формира Зоран Заев влада како премиер и дека пратениците од ВМРО ДПМН ќе ги гласат неговите закони, но нема да учествуваат директно со министерски функции. Значи, ВМРО ДПМН му предложи на Зоран Заев и на маса стоеше тој предлог до 1-2 месеци стоеше на предлог на маса тоа за да учествуваат ВМРО во, значи не директно во власта, во малцинска влада, едноставно бидејќи сега уценет е Социјалдемократскиот сојуз од ДУИ и од Алијанса на албанци. Значи ВМРО рече веќе кога знаеме дека сте форсирани да правите власт, немојте да иземате во коалиција овие албански политички партии кои ќе ве уценуваат за национални интереси. Нека биде Зоран Заев одредено време премиер за време за кое ќе се договориме, додека име повторно на избори. ВМРО ќе ви ги гласа законите, нема директно да учествува, но имате 100 пратеници на располагање. Социјалдемократскиот сојуз се подсмеваше со тоа, мислеше дека е некоја игра, политичка игра на ВМРО, но јас сметам дека доколку Зоран Заев го прифатеше тоа, неки имаше лице за Никола Груевски после да речи нема да учествувам, бидејќи Никола Груевски го предложи тоа. И Зоран Заев да го прифатеше, ке имаше 100 македонски гласови во неговата влада и ке го оставевне да видиме како ќе функционира. Немаше да биде уценет од овие албански радикали кои се го уценуваат. Но тука се покаже и вистинското лице на сегашната нова власт во Македонија. Нив не ги интересира национално македонско единство, со оглед на кадрите кои ги назначи еве за министер за надворешни работи, човек кој се откажа од негото македонско национално убедување, тој ќе преговара за нашето име, човек кој се чувствува како бугарин, а е етнички македонец по потекло.
Радмила Шекеринска, министер за одбрана. Што има во незе? Каква поврзаност оваа жена има со Министерството за одбрана, јас стварно не знам. Нема поврзаност, но сепак причината за која што не обрнува внимание на Радмила Шекеринска е поради тоа што гледајки ги кадриве кои се ставени за министри, Радмила Шекеринска гледа доста добро на таа позиција. Значи Радмила Шекеринска, без разлика дали што мислиме ние за неја, колку толку е школована. Колку толку има искуство кога беше социјалдемократите кога беа на власт 2005 година, таа беше назначена за тие да се исполнат условите за Македонија да добие статус на кандидат. Но сепак, дали ние се согласуваме со неја или не, сепак Радмила Шекеринска има капацитет да биде во влада, бидејќи била во влада, но другиве кадри... Кои биле резултатите незино таа влада не е важно. Не, јас сепак доколку ме прашате дали сметам дека таа може да постигне некои добри резултати, сметам дека не може, но барем Радмила Шекеринска нема нешто докажано за неја. Има спекулации за некој криминал, се разбира, знаеме ние, но нема доказ. За премиерот Зоран Заев има доказ. Спекулации ли се тоа 2000 евра за стан кирија? Да, но мислам не е осудена. Значи исто како што го окривува... Па не е ни Заев осуден, даме? Заев е за Глобал. Не е осуден. Беше аболициран од председателот тогаш. Важно не е осуден. Осуден нема. Мора да си осуден за да си аболициран. Може би грешам, но ја како што памтам, мислам беше осуден за Глобал Зоран Заев. Тие поднесоја тужба, го притворија од кога видел дека има криминал, меѓутоа наредниот ден беше пуштен, тој на суд воопшто не излезе. Добро, можеме да разгледаме тие работи, но не сакам да испадне дека сега ги напаѓаме сите кои се во власт. Јас зборувам за политиката. Значи политиката зашто се тука вметнати, зашто се назначени. Значи сето тоа звучи добро кога Јанко Бачев и сите наши гости во емисијата зборуваат за македонско национално единство, но за да имаш ти македонско национално единство треба да имаш соговорник на другата страна, некој што сака да има, некој што има интерес од македонско национално единство, а ние изминативе 2 недели гледаме членови врвни функционери на Социјалдемократскиот сојуз кои бараат спомениците како оние на Александар Македонски да бидат претопено во железо во знак на некаква добра волја код нашиот јужен сосед. Значи тоа се вика виткање кичма. Па и тоа е некакво единство. Да, бе. Само да сакам да се обрнам на нешто друго што Јанко Бачев спомна. Тоа е околу пописот во Македонија од 2002 година, имало доказ за фалсификат. Јас сметам дека има до некаде фалсификат во тоа, но фалсификатот се сведува на тоа што албанските лидери, значи ова е сомнеж, нема доказ, но се сомнева дека албанските лидери на различни начини поттикна малцински заедници од исламска вероисповед да се попишуваат како албанци. Значи македонските муслимани кои некои ги нарекуваат торбеши, ромите и турците. Многу голем број од нив се попишува како албанци од 2002 година, така дојде до 25%, инаку беа околу 20-21% албанците. Исто така се попишуваат странство албанци. Тука е тој фалсификат. Јанко Бачев зборува дека во 1994 година до 2002 во 8 години населението се зголемило за 86.000 и во тие 86.000 само 2.000 кај македонците, 70.000 кај албанците. Тоа кај македонците не е изненадување, бидејќи 2 децени наназад опаѓа бројот на македонците, односно повеќе македонци починуваат, отколку што се рај. Наталитетот опаѓа, точно. Да, опаѓа и се иселуваат, но кај албанците друго нешто. Значи кај албанците изминативе 10 години Социјалдемократскиот сојуз тврди дека се иселиле 400.000 македонци, после тврдеа дека се иселиле 600.000. Вистина се иселиле од Македонија голем број, но тоа е нешто што се дешава 50 години наназад.
Сега сакам да напоменам дека најголемиот екзодус, можеме да го наречеме, на иселување се случило во 50-тите, 60-тите, 70-тите години на минатиот век. 70-тите миграцијата на Да. македонците. А ова иселување кое се случува последниве 10 години, значи немаме ние точни бројки, но доколку се прошетате на терен во Западна Македонија, ќе видите на лице место дека е многу поголем бројот на албанци кои се иселуваат од Македонија од македонци, бидејќи кичевските и струшките села кои има по 7-8 илјади албанци жители во нив, денес имат по 1000, по 2000. Значи, и тука е поентата кога ќе кажа нашите дека албанците не се 20%. Ја не сакам да шпекулирам со бројки, бидејќи 2 децени наназад, меѓу 35 и 38 од новородените деца, бебина, се од албанска националност. Значи, не може континуирано 2 децени да се раѓаат 37% албанци на годишна основа, а ние да тврдиме дека биле 15%. Не се толку малце, но не се ни 25. Јас сметам дека се негде околу 20 до 22%. Јас и толку не сметам дека се даме. Ако земиш реалната бројка, затоа што факт е дека албанците се иселуваат, да не кажам може би и повеќе од нас. Се иселува повеќе, да. Европските држави се веќе преплавени со албанско население од Косово и од Македонија. Меѓутоа, во Република Македонија, ако има 10-15% на албанско население, тоа е сепак завидувачка бројка. Ова го тврдам затоа што ако ги анализираш работите од 91 година, кај нас има повеќе косовари. Добро, не се повеќе, меѓутоа Тие се во северниот дел. важно ги има. Еве, јас пред неколку дена со човек разговарав по потекло од тој крај од тие села и кажува, мислам дека беше село Пожара, не го спомна, или некое друго село, каде што вели беше исклучиво македонско население, денеска таму нема жители, значи испустено село, напуштено е селото, а зборувам пред одреден број на години, а денеска има вели преку 500 куќи албанци. И тоа вели не разбираат македонски. Значи тоа е факт дека се доселуваат. Тоа е точно, но доселувањето мислам иселување прекина. на албанците? Да. Ова беше најверојатно, јас мислам, оние 93-та, 95-та, 6-та година, тој период кога, нели, ако се сеќаваш, кога Европа депортира голем број на албанци, во тоа време Милошевиќ требаше тие транзит преку Белград да одат на Косово, во тој случај, пошто Милошевиќ одби, сите тие влегува во Македонија, јас мислам дека едно 60-70% од тие албанци останаа, така да тие беа и клучниот фактор за неколку наредни избори кога, нели, Социјалдемократскиот сојуз добиваш, така доби Киро Глигоров во 95-та година на претседателските избори, затоа што, нели, му додели околу 130-140 илјади државјанства на тие жители. Така да, сепак мислам дека тие не се ни 20%, затоа што ако беа 20%, тие ќе прифатија да има попис. Јас Но знаат дека ги нема. И затоа не сакаат попис. Пописот тие го кочат, никој не го кочи. Ја не мислам дека нив ги засега тоа дали ќе се 19% или 27%. Тие не сакаат да Тие не сакаат да се докаже дека се по 25% како што беше од 2002. Ама не може да ме, ако се покаже дека се помалку од 20%, без разлика дали 19 или 15. И што ќе се случи, Па кажи. како што ќе се случи? Кажи. Па нели е закон донесен? Кој закон? Кој прати закон во Македонија? Кој почитува закон? Ево македонците? На кој начин се донесе спикер на собрание? Зошто така зборуваш? Македонците почитуваат закон. Еве зошто почитуваат закон македонците. Албанското население во Република Македонија не плаќа ништо, ни струја, ни вода, никакви давачки кон држава. Добро са, да не генерализираме, сега, не сите. Освен Евана, од кога стана приватна, почна да плаќа. Точно е така. Меѓутоа, 99,9 е така. Македонците си ги поднесуваат сите давачки кон државата. И не дај Боже, ако не ги поднесат долговите кон државата, и ќе ги затворат. Единствено, господинот Заев вели, јас судовите во Македонија не ги признавам. Значи, покрај албанското население, во случајов и господинот Заев не почитува закон во Македонија. Затоа што не се појавува на судници. Едно е очигледно, значи правата кои се стекнати за албанците не може да одат назад. Тие сега и 5% да се. Не може од очигледни причини, бидејќи имат огромна поддршка и влијание од странски центри на мојки.
Но јас сметам дека не сакам и нашите слушатели погрешно да не разберат дека ние критикуваме едно малцинство во Македонија. И дури сметам не треба ни да се занимаваме премногу со албанците во Македонија. Голем дел од нив се лојални, но кај нив постои страв да се спротивстават на оние радикали кои имаат други цели. И затоа сметам дека проблемот за кој ние треба повеќе да разговараме е не единството кај македонските партии, а не толку кај албанските партии, бидејќи додека Никола Груевски беше премиер, пред ова одстранство наметната криза да почне во Македонија, албанските, кога ќе кажем албанците, сметам на албанските политички партии. Си има едноставно како легнато на брашното, дали слушнати некаде некои радикални барања, да речеме до 2015 година. Напротив, дури за малку ќе се усвоеше нов грб на Македонија со лавот. Пред да се изгласа тој грб со лавот, кој дури Дуи ќе го прифатеше, не знам на кој начин, но го имаа мнозинството за да се изгласа тој грб со лавот. 2-3 недели потоа почна кризата во Македонија. Не кажувам дека почна заради тоа, но сакам да кажам дека некои ќе кажат дека албанците ги уценувале секогаш македонските партии кои се на власт. Не мислам дека тоа секогаш беше така. Значи, до 2014 година на изборите ВМРО имаше апсолутно мнозинство повторно и Дуј апсолутно не можеше никако да го уценува. Самиот факт со тоа е дека новиот грб ќе беше лавче. А сега одиме на други крајни спротивности каде што сегашната власт, доколку го отвори тоа прашање и дискутира за грб, ќе биде за некој албански символ на тој грб да се вметне. Покрај македонскиот има и албански. Кој македонски символ си видел ти трајше да се вее на некое наше официјално знаме или грб во Македонија? На денешнева партија официјален символ би бил петокраката. Да. Но сакав само пред да завршиме за крај, да се осврнам на уште неколку работи кои се во македонските медиуми доста објавувани изминатава недела. Едно тоа е дека новата власт во Македонија го назначи поранешниот струшки градоначалник Рамиз Мерко за министар без ресор задолжен за странски инвестиции. И сега инвестиции колку сакаш. Заедно со Аднан Кјахил, за кој што реално јас не знам ништо кој е тој, но за Рамиз Мерко имам што да кажам. Значи, наместо Бил Павлески, Веле Самак или Джери Наумов, и пази, сите македонци од диаспората се тие. Не знам за Веле Самак, но знам... Да. И тој е прилепченец, ама живее во Америка. Да. Значи, сите се овие македонци од диаспората. Джери Наумов дури не ни знае да говори македонски. Гледав интервју кај Миленко Неделковски, шој на англиски зборува. Тоа во Америка израсна доста успешен човек. Привлекол само за последниве неколку години што беше министер за странски инвестиции, привлече неколку американски компании да инвестираат во Македонија. Значи, уште еднаш ќе напоменам, тројца школовани, интелигентни министри за странски инвестиции, македонци, патриоти од диаспората, сега ќе бидат заменети со Рамиз Мерко, поранешниот градоначалник на Струга, кој го опустоши Струга и за кој има сомнително образование. Некои кажуваат дека нема човек од високо образование, некои кажуваат дека буџетот на општина Струга го оштети со 70.000 евра минимум кога беше градоначалник на Струга, но најдобро можете стружани да ја прашате за кој е Рамиз Мерко. Но видете која игра се игра сега. Рамиз Мерко беше најголем противник на Зијадин Села, сега се во коалиција за поголемите интереси. Нив нешто ги врзува, даме. И беше интересно што читав нешто на Facebook, каде што еден наш новинар, македонец, познат новинар, нема да го спомнам, накратко го објасна ова со странските министри за странски инвестиции од претходната власт и тие кои се задолжени за странски инвестиции од оваа власт. Тоа е како од авион, да слезиш и да се качиш на магаре. И уште нешто што е доста интересно е нема ниту еден од Социјалдемократскиот сојуз кој е назначен за привлекување странски инвестиции. Едноставно не ги интересира нив тоа. Ставија неколку
личности од албанската заедница. Значи едноставно немаат интерес за странски инвестиции ова нова влада. Даме, искрено ти кажувам, не сакам да верувам, меѓутоа колку повеќе сум разговарал со луѓе вака што ги правим интервјуата, додадов впечаток дека стварно во прашање името на Република Македонија. Лично не сакам да верувам. Не се важни инвестициите. Не се важни кој ќе биде министер за одбрана или за полиција или не знам каде. Се важни инвестициите. Денеска не му се важи на нив. На нив денеска му е многу важно да се промени името. Како приоритет на оваа влада било влегување во НАТО. Па на која влада се прашувам не им било приоритет влегувањето во таа институција во НАТО или во Европска унија, на која влада? Значи на секоја влада му е приоритет влегувањето во тие институции. И тоа е една видна грешка бидејќи него прашуваат македонскиот народ дали е за влез во НАТО и Европска унија. Значи доколку се зборуваме за референдум, треба да има референдум во Македонија за дали Македонија да влезе во Европска унија или НАТО, бидејќи има големо разочарување од тие организации. Еве јас, на пример, да ме прашавте пред 7-8 години дали сум за НАТО и Европска унија, прв ке речев да. Сега ниту сум за НАТО, ниту сум за Европска унија, а за тоа можеме да дискутираме во друга емисија. Голема тема. Голема тема е таа, Трајче, но за името сакаше нешто да кажеш? Токму тоа сакам да кажам, Даме, дека приоритет е на сите влади влегувањето, внесувањето на Република Македонија во НАТО. Ние сме во НАТО. Наши контингенти има и во Авганистан, има и во Босна, има и во секаде каде што има жариште, наши војници има таму. И нашите кои сметат дека НАТО ќе не заштити од некој конфликт се страшно во заблуда, бидејќи НАТО не заштитува од граѓанска војна. Македонија најголема опасност има од граѓанска војна, а не од напад. Еве сите земји околу Македонија се или во НАТО, или се во случајот со Косово се едноставно тие протекторат на НАТО, а Србија ниту имала некој интерес да не нападне. Значи немаме ние некоја закана реална за некој да не нападне од нашите држави, држави соседи, иако не ни се баш пријатели, ниту смеат пак да не нападнат, да речеме, Албанија, Бугарија и Грција како членови на НАТО. Кај нас проблемот е од евентуална граѓанска војна. НАТО не може да те заштити од граѓанска војна. Сабајле, читав некои постови. Јас, Даме, не можам да го сватам нашиот македонски народ. Не знам зошто ние македонците сме навикнале. Само тоа го читам по овие портали на интернет, каде што кажуваат, едни кажуваат Путин ќе дојдел да не ослободи, ќе дојдел Трамп дојде, сај ќе биде подруго за Македонија. Јас не знам до кога ние македонците ќе веруваме слепо во заблудата дека наведната глава сабља не ја сечело. Ние мора еднаш да ги засучиме сами ракавите и да престанеме со тоа дека овој ќе дојде или оној ќе. Ние нема потреба да чекаме никого, човече, додека ти не ги засука сам ракавите и да почнеш да работи за својата нација, за својата држава, ти како ќе ги чекаш русите? Па нас кога во историјата русите ни помогнале? Во 1913 година Македонија е делена со согласност на рускиот цар. Кога нас Америка ни помогла? Или било која европска држава? Напротив, доаѓале во Македонија и германски сили, и француски, и англиски, за време на Балканските војни, за време на Првата светска војна, се воделе војни. Но на сите тие страни имало македонски доброволци, кои се убивале меѓусебно. А никогаш на страната на македонецот немало ни една светска сила. И се не знам зошто денеска се поставува тоа прашање, ќе доделе русите да не спасат. Путин сега, Трамп сега доби, сега готово за Македонија, мети млеко ќе тече. Не, тоа никогаш нема да биде. Нас ни треба спасот самите себе си, значи од кого да не спасат. Имаше на 11 декември прилика македонскиот народ да гласа и македонскиот народ, сметам, голем дел од нив беа во заблуда. Тука се вклучи, се разбира, странскиот фактор, како што спомна Јанко Бачев, 50 до 70.000 албанци гласа за Социјалдемократскиот сојуз. Тоа беше многу деликатно испланирано сценарио и кога веќе сме кај тоа сценарио, ќе напоменам само уште нешто. Планот 2 на чадорот, кој не го знае поимот чадор, може слободно да ни се јави. Го знаат, сите го знаат чадор. Планот 2 на чадорот е кога ќе го симнеш од власт со или против волјата на народот, инфилтрирај го и подкопај го однатре.
Значи сега сме веќе кај план 2. Го симна од власт Никола Груевски и ВМРО, против волјата на народот, бидејќи не победија тие победија, но не победија само со 20.000 разлика, доколку ќе одбиеме тие 50 до 70.000 албанци. 79.000. Тука Разликата некаде. е преку 130.000 во случајот. 100 околу 100.000. Тука да кажеме сега. Важно, разликата не е 20.000 реално, бидејќи па и да е 20.000 пак е победа, но сите знаеме зошто толку голем број на албанци гласа за СДСМ, некој не знаат, но доколку не знаат нека ги прослушаат нашите минати емисии. Мислам имаме доволно говорено на таа тема. Така. Но сега сакам да кажам дека чадорот нема да запре тука. Бидејќи сега се јавуваат некои непознати лица кои се представуваат како членови на ВМРО, кои наводно барат реформи во ВМРО. Овие се некоја фракција за реформи во победничката партија на изборите. Тоа се фракции даме за добивање на подобра столица. Да. Да не си ти, да бидам јас. Тоа е се, ништо друго не е. Но од друга страна некако како да се помирија македонците дека губитничката партија на изборите оформи влада со начело со премиер кој еве на видео снимка јавно е прикажан дека бара мито. За друго сакав тука да напоменам. Мислам можеме и да ја завршиме емисијата за денес. Трајч има премногу работи кои би сакал да ја дискутирам и сметам дека во идните емисии можеме да се обрнеме внимание на други теми. Ќе биде доста интересно со ова нова влада. За жал, економски државата веќе тргна надолу. Економскиот раст е 0 сега во Македонија и сметам дека за бргу ќе биде во рецесија. Тие 500 евра кои наводно ги ветуваше Заев, не само што нема да бидат 500 евра, ќе бидат пониски од сегашните 370 евра месечна плата. Бидејќи еве главна вест во медиумите во Македонија се Мерцедесот со гребнатините од мачката. Главна вест. Имаше, сега гледав на вестите во Македонија, 15 новинари кои го слика Мерцедесот на Министерството за внатрешни работи да прикажат дека еве владата на Никола Груевски не го измила Мерцедесов валкање. Па тој Мерцедес се користеше еднаш годишно за високи делегации. Главна вест е дека не бил миен Мерцедесот. Значи, дали ова комедија, не знам, но 15 новинари, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски имаше свикано. Видете, прошлата власт, Костај Мерцедесов немиен, дојдете да осликате. И Зоран Заев изјави, Мерцедесот има гребнатини од мачка на него. Па сите си играат мајтап сега со Зоран Заев. Каква влада и каква имаме ние власт сега? Ки имат доста вакви интересни случаи кои ќе ги споменуваме во иднина. Но да се надеваме, Трајче, дека набрго, па и дури сега мислам има голем број од нашите сограѓани кои го поддржува Социјалдемократскиот сојуз, кои се свестија дека не е тој веќе СДСМ, затоа и го нарекуваат во последно време СДС без М. Јас би му додал А на крајот. Социјалдемократски сојуз на албанците. Ама не ни постои веќе СДСМ. И тука сметам, Трајче, дека можеме да ја завршиме денешната емисија. Кажи, вие кажете што сметате. Таме јас не сметам ништо, јас вака предпоставувам, мислев сега додека разговараше за тоа дека оваа тема ни е голема, она ни е голема, никако време да најдеме во радиото. Јас дори се размислував за нареднава сабота да не бараме никој од Република Македонија, напротив да дискутираме ние. Да. Меѓутоа има неколку разговори со одредени личности да видиме што ќе се случи за оваа сабота, доколку прифатат, мислам веќе е прифатено од една страна, меѓутоа треба да потврдат, во крајен случај програмата во наредната сабота ќе биде наша. Мислам без јавување во Република Македонија, без повикување на одредени личности. И уште нешто само накратко да напоменам до сите наши слушатели тука во Перт, доколку сакате да се јавите во нашата програма или дали Со свој коментар. Со свој коментар кога било, слободно пишете ни на Facebook, јас и Трајче сме на Facebook, па и го имате повеќето и нашиот мобилен телефон. Кажете дека сакате да дадете свој коментар,
дали да не критикувате за нешто слободно, кажете, можеме и да ве вклучиме во емисија, доколку некој сака и да биде гостин тука, слободно, кажете ни. Така. Значи сме отворени Се за сите, дискутира за различни мислења, доколку еве трајче да напоменеме уште нешто. До сега од сите гости со кои што имаме интервју, ниту еден не е член на ВМРО ДПМН. Да. Значи напротив, Ни еден. кажуваат дека ние тараме пропаганда за ВМРО, едноставно ние тараме пропаганда за правдината. Доколку Социјалдемократскиот сојуз победеше на последните избори, може би немаше ни да се нафатам јас на оваа емисија, бидејќи легално си победиле. Тие изгубија и беа насила вметнати за власт и сега наша должност е да не дозволиме тоа да се заборави и наша должност е да се бориме за повторно Македонија да биде слободна, бидејќи Македонија има окупациона власт моментално. Почитувани радиослушатели, тоа беше се што ви подготвивме за денешнава наша радиопрограма. Ние најискрено ви се заблагодаруваме за вашето внимание. Се надевам дека повторно ќе не слушате во нашата наредна радиопрограма во наредната недела со почеток од 10 часот наутро. А реприза на МакФМ радио вие можете да слушате секој вторник од 13 часот поточно 1 часот посепладне и секоја среда со почеток од 17 часот поточно 5 часот посепладне. Денешнава наша и ваша радио емисија Непокор ви ја подготвија и ви ја уредија Трајче Трајковски и Даме Крцовски во реализација со македонското радио Радио Мак ФМ од Перт. Ви благодариме за вниманието. Довидување од Непокор.